Доаѓа времето за есенската сеидба. Земјоделските експерти велат дека фармерите треба да го искористат времето и да ги засеат површините со жито. Апелираат годинава да се зголемат површините под житно зрно, за да се обезбеди поголема сигурност во прехраната. Овој период, период на октомври па до 15 ноември е најоптимален рок за сеење на житните култури. Иако житните култури може да се сеат до нова година, оптималниот рок за сејдба е во овој период, рековме, тока е 10-15 ноември. Светоци сме дека оваа година, како резултат на кризата што владее во Европа, односно војната што е во Украина, недостаток на житните култури, пред се тука пченицата, доведе до покачување на незината вредност и поголема побарување. Би сакал да апелирам до сите земјоделски производители да во колку имат можност да пристапат кон сеењето на житните култури пред се на пченицата, затоа што според најавите како што ги има од одредени светски економисти, кризава што е моментално ќе продолжи да владее и наредната година. Кога станува збор за житните култури, односно пченицата, би сакал да истакнам дека норма на употреба во овој оптимален период е 20 до 25 килограми на декар, односно во зависност од тоа дали е купечка или пак од сопствено производство. Според Ивановски се чувствуваат ефектите од распишаните повици за доделување земјоделско земјиште за производство на житни култури. Нашиве земјоделски производители, како резултат на слабата откупна цена на пченицата што владееше пред 2-3 години, но драстично ги намали своите површини под пченица. Но еве оваа година, а и по најава и наредната година, има најава дека ќе има добар откуп, а со тоа поголема поварувачка и подобри цени. Најмалку 235 апликации стигнале по јавниот оглас кој беше распишан во март месец, каде на располагање беа ставени дополнителни 5722 хектари земјоделско земјиште до 3 хектари за обработка на житни култури распоредени во 14 региони низ државата. Инаку владата на почетокот од месец октомври ја укина забраната за извоз на житни култури. Одлуката за ограничување на извозот на пченица и брашно беше донесена во јули годинава, со цел да се заштити домашното производство и да се одржи снабдувањето на домашниот пазар за да се избегне растот на цените.